Рашковски го платил софтверот без да го тестира. Новинарите кога ќе те грабнат. Ова се пораките кои денеска обвинителството ги откри пред судот. Дел од комуникацијата помеѓу Рашковски и шестмината кои седат заедно со него на обвинителна клупа. Во март минатата година Рашковски со останатите договарале кога и како ќе го презентираат софтверот за сообраќајни прекршоци во владата, а се допишуваат и за оној за биометриска идентификација. Рашковски заминува на одмор во Мексико, а во групата се праќаат линкови од текстовите во медиумите во кои се пишува за него. Треба некое убаво соопштение да склопи владата и дека ковидот ги одложил сите активности. Да, само да не се истрчуваа со изјави, немаше ништо да биде. Да, дефинитивно. Линк од порталот 360 степени. Овие од 360 намерно не се откажуваат. Тие намерно напињаат по нарачка. Да, изгледа. Супер е ова. Ке послужи многу. Само приказната да се склопи. Да, мора приказно. Со план како и кога да почне. До крајот на март и почетокот на април минатата година, обвинетите се договараат на кој компјутер и како да се постави софтверот за биометриска идентификација во владата. Ги пуштив овие клиентиве. Супер се тие за биометриската и таму е серверот. Ама тој сервер нема да може да го користат клиентите. Серверот најдобро е на некој фиксен компјутер во влада да се намести. Може лаптоп да го фиксираме. Немам интернет добар. Ке се видиме после секако. Здраво, Игор, тука си? Ако не уапсат, ке те барам да не ослободат. Ха-ха. Обвинителството пред да започне рочиштето побара судот да не го прифаќа барањето на одбраната за изземање на пораките од материјални докази. Одбраната претходно побара судот да не ги прифаќа како доказ, бидејќи вештокот на обвинителството немал лиценца, а и во гонење организиран криминал и корупција немало форензика, па според обвинетите судот не може да им поклони верба. Според обвинението, Рашковски и уште 6 лица ја злоупотребиле службената положба при спроведување на 4 постапки за јавна набавка и при тоа во джеп си ставиле 300.000 евра. Уште на првото рочиште, екс-генералниот секретар најави судење режирано како во Холивуд, а парите кои ги имал се правдаше му биле од родендените и мекиците на децата.